ученици, денеска ќе се запознаеме со нашата висина, т.е. вашата висина, сите во домашни услови, ќе пробате да се измерите и покрај врата или покрај некој црт, ќе се станете со помош на вашите родители или со братче, ќе се исправите убаво и гори ќе залепите со лепак или со некоја трака, ќе обележите до каде е вашата висина. Например, на мене ми е 165 и сега, за да не ја заборавам јас, ќе направам комплекс на некои вежбички. Например, за број 1 ќе направам први длабок предклон со споени нозе, убаво спуштање надолу и со задршка доле. Или од друга страна, во профил, убаво задржи доле неколку секунди. За број 1 таа вежба. За бројот 6 ќе направам, например, чучни стани. 6 пати. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И за издиши први, олабави се, одмори малце. И за број 5 може да направам скокчиња наизменично со двете нозе. По 5 може и за десна и за лева. 1, 2, 3, 4, 5. Тоа се тие комплетни вежби. Добар ден и од мене. Како што нагласивме, значи ќе имаме денеска мерење на нашата висина. Може на некој цит или некоја врата, не е битно. Зашто треба, ако сме сами и нема кој да ни помогне за да измериме, треба некој селотейп, парче од селотейп да искинеме, да застанеме на цидот и убаво, значи, со нормално со воени, исправени на зидот и убаво со десна рака да допреме до селотейп. Најприлика, кога ќе измерите таа висина, ќе го запамтите бројот, а за да го запамтите полесно, ќе направите вежба. Пример, ќе земам јас висина од 172 и за 1 ќе направам истегнување на раце кон назад и тело оди кон напред. Колку што е можно по истегнување, толку. За 7 ќе направам засоци со телото. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Исто ова ќе го направам и на нозе. Расширување на страна, расширување на нозе и за последен број 2 ќе направам 2 засоци на нозе. 1, 2. Драги ученици, денеска е предвидена наставна единица за мерење на височина на тело. Значи ќе импровизираме дома, секој ќе побараме метро. Нашите родители ќе закачиме на зид, ќе земеме одредена самолеплива лента, каде што ќе степкаме малку, ќе застанеме до метрото, постав спетен, убаво исправени, поставуваме самолеплива лента над нашата глава и гледаме колку сме високи. Во овој случај јас сум 1,86 м, односно 186 см. За да ги запомнам моите бројки, мора да изгледам некоја вежба, за да знам која бројка ми е прва. Првата бројка ми е единица, за единица ставаме најтешка вежба, односно скок и да ги патите прстите напред. За втората бројка ми е 8. Сега наоѓаме да направим или на кревет, на повисока подлога, кревет, столче, фотелја и скокаме 8 пати со темпо од 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Односно да бидеме повисоки, нели, од како што сме. Сега за последната бројка ми е 6. За да растеме се повисоко и повисоко, мора да се истегнуваме и имаме вежба за истегнување со рацете во приручување, во предручување и
Предручување и во узручување се креаме кон горе. Тоа го правиме 6 пати на прст. 1, 2, 3 и во сагитална намера 4, 5, 6. Ова беше комплекс вежбички, а вие можете да си изберете нели ваш. Се нешто што работиме може интересно да биде и да го направиме подинамично, да вклучиме физички вежби, физички активности. Па и да е тоа и математика, да е тоа и учење на букви, на бројки, македонски, или да одиме на запознавање природа и општество, се е убаво кога се вклучува некоја физичка вежба или некоја игра. Па така и ние денеска се одлучивме нашата телесна висина, нашата височина, да ја измериме со една техника ако сме сами и што да направиме интересно да биде за да таа наша висина, таа наша височина ја запомниме како бројка. Па професор ќе покаже неколку вежбички за своја висина со техника еве наша, која што може би за вашите родители многу нема да е атрактивна, бидејќи се лепи тазе варна сам дзид, но тоа па за нас дечени наставници секогаш е интересно, бидејќи тука можеме ние да се покажеме кај сме и што сме. Еве, мојата висина е 140 сантиметри и сега нешто да бидеме креативни. Јас ќе пробам сите вежбички да ги изгледам овдека. За единица ќе правам едно скокче со свртување најмалку 180 степени. Успеав и нешто повеќе и пак ја допрев нели мојата значка, мојата белега, мојата ознака за мојата височина. Следна вежба може да ја така ми дојде сега на ум, може да извадите некој наслон сунгерче од тросет, од двосет од фотелја, може неколку парченца гардероба да биде, може да биде некоја кутија од играчки да употребите, да ја ставите на висина од едно стопало и еве за четворка јас ќе направам 4 чекори, 4 трчања, 4 подскока, како сакате во место, што поедноставно се правите. 2, 3, 4. И ова вежба потоа си ја прекрипувам и до следниот час, значи не мора само денес. За нула, што е интересно, нула нема да избегнам да не правам ништо, бидејќи нула представува десетка, односно 10 повторувања треба да направам. Па јас би сакал да си го запатам на моето место и гледам во него, отпре на зид или на врата и ќе правам 10 чекори со висок џоп, односно трчање во место 10. И мислам дека денеска се обидовме да дадеме некоја, да кажеме, интересна нота на нашата методска единица мерење висина, односно полека го осознаваме нашето тело, што можеме со него и нели тоа да го направиме како некоја игра. Се гледаме на следен час.